Захвалувам председателе, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Скандалот со Бехтел и Јенка и денешниот закон за работни односи е уште еден начин на власта за влечење на пари од граѓаните под плаштот на европското знаменце. Дека тоа е така, говори и фактот дека владата е во одбрана на секој член од договорот со Бехтел и Јенка. Уште повеќе загрижува тоа што овој пат предлагачи на законот не се пратениците на СДСМ, туку лично Груби и Ковачевски. Дека договорот е неповолен и постојат неповолни услови за државата, оцени и председателката на Transparency International Слаѓана Тасева, предмет отвори антикорупцијската комисија, а договорот се крие од владата, наводно бидејќи бил класифициран. Што се нема да измислат за да го покријат криминалот. Понатака, следи злоупотребата на европското знаменце и изигрување на процедурата. Дури Европската унија и удри врел шамар на власта, констатирајќи дека со употреба на европското знаменце за криминален договор не се градат европски вредности, ниту пак се оди во Европската унија со докажани криминалци. Членот 135 од Деловникот на Собранието на Република Македонија предвидува дека содржината на секој предлог закон со кој се врши согласување со правото на Европската унија треба да содржи кореспондентна табела со податоци за изворните акти на Европската унија со пол назив, број и датум како изјава за согласеност. Такво нешто во овој закон за работни односи нема. Ковачевски и Груби, свесно работејќи контра интересот на граѓаните, а за нивниот личен и со овој договор базиран на непостоечки закони, се свесни дека ним бега кривичен прогон. Тие 6 години не можат да го завршат автопатот почнат од ВМРО ДПМН Екичево Охрид, а сега сакаат да градат нов, но нивната неспособност фрла сомнеш дека нешто воопшто ќе се случи во таа насока. Автопатот, за кој нема ниту проект, а кој вреди 1.300 милиони евра, не се плаќа од собствени средства на Груби и Таче, туку од парите на граѓаните. Тоа мора да се разбере. Токму затоа криењето на овој документ е индикатор за огромна корупција. Понатака што се однесува на работниците, се работи за план 11 од договорот што се однесува на бројот на работници и планот за работа. Во него било дефинирано колку работници ќе работат на автопатот, а колку од нив ќе бидат од странство, а колку домашни работници. Согласно договорот, од вкупниот број работници, 30% ќе бидат домашни, а 70% странци. Што значи дека 70% од парите што македонските граѓани ќе ги дадат за изградба на автопатот, ќе одат надвор од државата. Наместо да се вработуваат домашни луѓе, Македонија ќе вработува странци. Премиерот излажа дека најмалку 51% ќе бидат домашни работници. Беа објавени и точните податоци по година и по класификација на работници, каде што јасно може да се види дека 70% ќе бидат странци. Уште поголем проблем е што за сега некој да дојде да работи во Македонија треба да добие работна дозвола и дозвола за предстој. Само за работниците на автопатиштата за Бехтел Јенка ова нема да важи. Односно, тие ќе можат да работат првиот ден од како ќе стапнат на македонско тло, додека ги чекаат соодветните дозволи и виза. Понатака, според договорот подпишан на 8 март, во рок од 45 дена за Бехтел Јенка треба да се исплатат 50 милиони евра како аванс, 117 милиони евра за подготовка на градилиштата и околу 53 милиони евра за пенали, доколку не се донесат овие закони кои што сега ги предложивте под плаштот на европското знаменце. Јас разбирам дека приватна компанија е нормално да бара поповолни услови за максимизирање на својот профит, но не е јасно како нашата влада не ги штитела интересите на граѓаните и буџетот на Македонија, за што впрочем се платени од народот. Со ова, тие предизвикале штети по буџетот од стотици милиони евра и за тоа мора да одговараат. Груби треба убаво да пресмета заедно со Таче колку години затвор треба да лежат за овај грабеж на граѓаните на Република Македонија. Понатака, во овој закон сакаат од Македонија и македонските работници да направат робови. Насила туркаат 60 часовна работна недела, нешто што беше укинато. 60 часовна работна недела нема ни во афричките земји.
Вака ли се борите, колеги, за работничките права? Вака ли ги заштитувате работниците или од нив ќе правите робови, додека тие работат по повеќе од 10-12 часа дневно на отворено, на дожд, на сонце, на снег, на минусни температури, некогаш на температури над 40 степени, вие ќе уживате во удобните фотели во владата на Бихачка и во Мала Речица. Вие како влада, наместо да се борите за правата на работниците, на нивни грб ги крадете парите на граѓаните и уништувате државата. Наместо автопат, ќе имаме човечки трагедии и уништено здравје на работници. За ова ќе има одговорност. За овие манипулации нема само да биде политичка одговорност. За ова треба да се оди во затвор. Понатака во овој закон треба да се нотира следново, дека овие измени не се во согласност со Конвенцијата за дискриминација број 111 на Меѓународната организација на трудот. Измените на овој закон представуваат нееднакво постапување кон одредена група работници. Начинот на носење на овој закон, каде што отсуствува социјален диалог на ниво на економско-социјалниот совет, на ниво на синдикати, мораше тоа да се смени. Ова ќе значи помали права за работниците. Ќе се злоупотребува писмената согласност од вработените, како што е во пракса во други слични случаи за други права во Законот за работни односи. Прекувремената работа се воведува по исклучок, а во овој нов основ нема никаква правна логика, бидејќи работата на национални и стратешки интереси за државата може да се спроведе во работа во смени. Не е јасно определено понатака што е стратешки национален интерес за државата, оттаму се остава простор за волонтеризам, слободно и различно толкување и широко поле на злоупотреби. Ова ќе предизвика огромно незадоволство на работниците, што впрочем го истакна и досегашните синдикати. Понатака, во новиот предлог закон, дополнително се воведува можноста за работа во недела и тоа за дејноста која се однесува за работи на проекти од национален и стратешки интерес на Република Македонија. Токму затоа, заради сите овие злоупотреби, злоупотребата на европското знаменце, штетните одредби каде што се исплаќаат милиони евра авансно пари, затоа што го криете законот како документ поради класифицирани информации. Треба да сте свесни дека оваа плячка на народот ќе одговарате пред македонските судови кога ќе дојде нормална власт во Македонија, бидејќи ова што сега се случува апсолутно не е нормално. Тоа ви го кажа и европскиот представник Дейвид Гир, дека се загрижени за злоупотребата на европското знаменце, бидејќи со овие закони ништо не се усугласува, никаква регулатива и директива со Европската Унија. И токму овој така наречен Европски фронт ќе придонесе да овие забелешки бидат во наредниот извештај на Европската комисија. И наместо ние да имаме напредок во остварување на патот кон Европската Унија, ние имаме злоупотреба на европското знаменце за крадење на парите на граѓаните. Ваква влада, душман на сопствениот народ, никаде не е забележана во историјата. Вакви криминалци не знам дали некаде постојат на друго место на планетата Земја. Затоа ќе одговараат не само за Бехтел и Јенка, туку и за сите криминални дејствија во минатото, како и за тоа што ја уништивте македонската историја, култура, идентитет и за сите криминални дејствија со кои што го оплячкавте македонскиот народ. Ви благодарам.